Зборовите на Бојан Јовановски, парите рекетирани во оваа Македонија, барете ги кај Зоран Ивица Заеви, одекнаа во јавноста како ехо на кое политичките партии не останаа неми. Од опозицијската ВМРО ДПМН остануваат на ставот дека главата на криминалниот октопод бил токму Зоран Заев, а Јовановски бил само директен извршител во случајот рекет. Очекуваат уште денеска јавното обвинителство да го повика екс-премиерот и да отвори истрага. Јавното обвинителство на Рускоска премолче и не отвори истрага против Заеви, кога Боки 13 од судот кажа дека добил порака од Заев лично на 16 април да се видат и да се соочат со доказите. Тоа се 5 дена пред Зоран Заев, како што самиот кажа подоцна, откако имаше притисок од целата јавност во Република Македонија, го пријави рекет случајот токму кај истата Рускоска. Што криеше Заев и зошто не го пријавил случајот веднаш? Менаџирал ли со докази? Прикривал, уништувал или пак изменувал? Владеачката партија пак со чудна изјава. Прстот го вперуваат повторно во ВМРО ДПМН, иако Боки 13 си го каже името на нивниот партиски шеф. Па тоа потврдува впрегнатоста на ВМРО ДПМН, за која што слушнавме со кого Мицковски седел, разговарал во претходните месеци и години, и поврзаноста токму на ВМРО ДПМН со целокупниот случај. Да не мисли дека некој ќе го спаси од одговорност. Добро е што дојде време и сме среќни денеска што имаме пресуди за вакви крупни случаеви кои што се отворија во државата. Од левица пак вела дека индикативно во оваа крими сапуница било тоа што пресудата била темпирана намерно пред избори. Посочија дека е евидентно дека во заробена држава и хибриден режим, судството и обвинителството се продолжена рака на извршната власт, со што се руши уставното начело на поделба на власта. Да бевме правна држава после ваквиот исказ на прво обвинетиот во кој директно посочува конкретни имиња и презимиња, поранешниот премиер уште истиот ден ќе беше повикан во ОЈО за организиран криминал и корупција, барем на сослушување. И за ДОИ допрва е неопходна разрешница. Скандалот на лакомост мора да се разјасни до крај, за да не остане ништо недоречено, неоткриено и нејасно. На слична линија и партијата на Гаши. Им порачуваме на обвинителството да не биде селективно и да нема недопирливи во вакви и слични случаи, туку сите наводи темелно да се истражат и доколку постои сомнеш и да се покренат соодветни постапки. Од Алијансата на албанците велат дека ја поддржуваат секоја пресуда која има за цел да донесе правда, меѓутоа порачуваат да нема селективна правда и секој да одговара за сториното. Ќе го повика ли јавното обвинителство Заев на разговор? До овие вести одговор нема.